ме прашавте како Советот на родители успева да дава констатации и предлози кога не ги видел наставните програми. Па за жал тоа е матрицата на диктаторскиот пристап на Зоран Заев пресликан во Мила Царовска, да не сме да се искажува мислење, да не сме да се дебатира и да не сме да се даваат заклучоци за она што беше најавено впрочем од самата министерка на телевизија околу самиот концепт за основно образование во сите нивни делови. Тоа впрочем беше и барање на родителите, затоа јас јавно го изнесов на говорница, затоа што немаа пристап и немаа слух од надлежното Министерство за образование за начинот на кој што треба да се подобри основното образование во Република Македонија. Значи тука не збориме дека некој е против реформа. Тука сите се за реформа. И ние пратениците и родителите кои што ги пишале забелешките, впрочем тие го пишуваат начинот на кој што треба да бидат согледани работите во изготвувањето на оваа реформа. А она што се однесува на другиот дел, во поглед на подобрувањето на основните средства и на инфраструктурата, само би ве повикал да ги погледнете реализацијата на капиталните инвестиции на Министерството за образование и наука во минатите 4 години. Вие не сте способни ни од обезбедените средства да реализирате ни една третина. И тука вие ми зборувате зошто треба да го земеме овој заем. Не треба да го земеме овој заем се додека јасно и концизно не биде утврдено што ќе се остави во концепцијата за основно образование, додека не бидат усвоени заклучоците на експертската јавност и на научната фела, не треба да се брза со овој предлог закон. Ви благодарам.